И добро вечер, драги гледачи, добре дојдовте во шестата епизода од Бомбакис подкастот. Се надевам дека до сега сите ви се допадна и гостите беа феноменални, значи убави луѓе, убав муабет. А сега во овој подкаст ќе дознаете кој е Драган Величковски, човекот што е многу добар во неговата струка, во неговата професија, што многу добро пее на некој специфичен начин и си направивме 2-3 реда многу добар муабет, многу убав. Останува да видите. И добар ден, драги гледачи, бидејќи денес се снимаме у светло, така да сакам да ви го представам нашиот нов гостин, мислам дека сите добро го знаете и знаете за кого станува збор, еден и единствен у Македонија со таков глас и да не те фалам више, а? Добре, дојде и фала ти што дојде и што ја прифати поканата. И дали лесно ме најде, тоа ги прашувам сите гости. Дали беше лесно? Кумановец, лесно, на пола пут ми е. Да, Маđari ми е познато доста. Пред све Бомба, многу ми е кеф што сум кај тебе во емисија, те ценам како човек и ценам твоите дела и целата твоја борба што имаш. Ретко гостувам по емисии, но кога ми се јави мора да прифатам, пошто енергетски сме поврзани, да. И многу ми е драго што онака искрено без цензура ќе се поправиме муабет за многу ствари. Па да, ќе си направиме некој лабав муабет и на крај ќе направиме и картони, нели? Само луѓето ќе ги видат пред тоа ќе. Да, може да стоиме што. Кажи ми како си пред се. Дали си добар? Добро, Бруда, работам за мене, за други артисти. Периодов ми е доста работен, вадев многу музика, ќе си поправиме за тоа муабет. Реално, нели во овој хаос во кој живееме, се трудиме да бидеме сите добро и да гледаме позитивно на стварите, но сум уборен, сум човек што се бори, така да само напред идеме. Мора да се бориме, зашто ако не се бориме и да се предадеме, тоа е многу лесно. Крени рација. Да, крени рација е многу лесно и да си заминеме од држава е многу лесно, но одма треба да останеме тука да се бориме за нас, за сите, за подобра Македонија. Па, така е. Кажи ми, гледачите ги интересира сигурно. Саме да почнеме како што почнуваме со сите гости од самото детство, од Драган Величковски до сега све што се случува, сакаме да знаеме ние. Тоест, јас сакам да знам прво, па после гледачите. Пред све голем поздрав за цела Македонија, за сите луѓе кои ме поддржуваат со музика во цело време, бидејќи од самиот старт, нели, Драган Величковски, почнав сам од нула и сега не сум на врвот, но сум на место кај што заслужам да бидам и се трудам и стонувам за уште поголеми ствари. Јас сум еден, можам слободно да кажам за мене дека сум скромен дечко, дека сум на земја цело време, никогаш не летам облаци и тоа е првата причина ради која има публика беше 15 години. Значи на сите настапи на кои што идам, мислам дека луѓето тоа највеќе го ценат. Го препознаваа. И да. јас го ценам тоа и кај другите артисти, и кај другите луѓе без разлика колку и да си успешен, што и да работиш во животот, кога си човек пред свет, тоа ти е првата Точно. добра ствар у напреток на кариерата. Било која кариера. Пошто ја викам дека немаат звезди, звездите се на небото, сите ние доле сме луѓе. Тоа ми е оддамна станато од еден човек. Така. И сам да те прашам како беше Драган кога беше дете. Јас сум од Куманово, Кај веројатно порасна голем дел тоа, луѓе да. да знаат дека сум кумановец. Еден голем поздрав до сите мои кумановци. Поздрав до Куманово. Иако пиемо МЗТ шоѓи, нема ми се љутат. Да, нема љути, шептен ни е МЗТ тука у срце, мислам устанав за тоа. Да, ќе ни кажеш све. Како дете, стонував да станам кошаркар. Аха. Тоа беше единствената моја љубов. Играв кошарка, професионално се бавев со кошарка, играв прво за Куманово, па за Работечки, па за МЗТ, значи нема љутиш за сите три екипи, нема хејт. И тоа беше мојата најголема љубов, ништо друго не сакав да работам во животот освен кошарка. Но на 17-18 години ми се деси една операција, ми пукна наводно чир на желудник и тоа беше прашање на живот или смрт. После таа операција, една чудна ствар, еден подарок од Господ, јас више никогаш не заиграм кошарка, почнувам да се бавам со музика и пред тоа пишував добро. Професорката по македонски не ме веруваше дека ја ги пишувам писмените и ми ставаше некогаш И после таа операција кода добив втора шанса и стално си го напоменувам тоа сега во нечии уши и очи може да звучи чудно, но јас се осеќам кога имам некоја мисија своја. Да, дека преку музиката треба да изразам нешто што народот би го кажал, но можеби нема каде, можеби
нема зборови. Или име страв, точно, може и да име точно. страв на некој. Значи никогаш не сум бил радикален, никогаш сум сакал да навредувам никој, но едноставно сакам да се изразам во име на народот преку мојата музика. Значи Драган беше дечко што играше кошарка. Значи не знам, почна све со дали од кошарка. 18 више е Драган или стара тајси. Почнаме со кошарка и потоа нели се префрлив на ова На се, музиката, на да. музика. А од каде е љубовта за музиката, мислам, како си дое? Све си дое спонтано или и претходно уште од мал знаеше дека нешто ќе бидеш пејач? Види, сакам музика, секогаш нели и спортот и кошарката. Се поврзани нели со музика, се мотивираш. Многу ми е драго што и ден денес многу врвни спортисти, да не ги именувам и наши и од страна Срби, се мотивираат токму со моите песни на пред такмица. Многу спортисти ми ја пуштиле сине дека ја слушаат како мотивација. Да, пред да реално имаш имаат многу добри утакмица, песни. Да. И тоа е нешто што едноставно ми е најголема мотивација, пошто сум бил спортист и знам како е да некој да се пронајде во тоа што го мотивира и го тера напред во животот. Сакав музика, имав рап група од Куманово која се викаше 120-ка. Постои уште? Не, тоа бевме екипа од детство кои си се дружевме, пред све слушавме рап, искачавме многу стално Скопје на хип-хоп журки, во времето имаше многу добар хип-хоп во Скопје, не дека сега нема, но тоа време на Колосеум, на хард рок, на такви на локали, 69, на тие што беа порано, да. И живеев некој време во Скопје, учев средно, тука поминав 5-6 години, па и може и повеќе. И со музиката, значи од 18 више почувам да правам после операцијата, почувам онака по темелно и по професионално да се бавиш со тоа. Сам почнуваш све? Првин со 120 почнавме, снимавме ке скипи, имавме неколку песни, но тоа не беше онака професионално, чисто беше љубов. Другарство, значи нешто аматерски, многу пратевме хип-хоп. Па не може да се каже дека е тоталка аматерски, но сепак тоа не беше профи студија, не беше. Имавме неколку настапи со нив. Имавме многу добар хуманитарен концерт во Куманово. Значи првиот настап ми беше уствари пред полна сала во Куманово на хуманитарен евент заедно со 120. И после тоа се фативме муабет, снимавме ке Скипи неколку песни и после почна соработката со Скипи. Бевме заедно на фешта, бевме заедно на уште неколку проекти, справивме цел албум. Човек за кој само можам да кажам дека еден од најубавите периоди од музиката ми е со тој човек, бидејќи тогаш сепак бевме на нула. Нели, кој ќе ти снима спот, кој ќе ти снима песна, он правеше музика, ја пишував текстови, буквално немавме никакви спонзори, немавме ништо, моравме све сами и тука треба да имаш идеја, треба да имаш кликер за да тоа што некој би го видел и мисли дека многу кошта, уствари е разработено во главата и изреализирано со мозок. Многу добар човек кој секогаш ќе му го испомени, сме почнале на настапи, низ цела Македонија идевме заедно. Имавме многу голем подем во кариерата. После тоа ни се разделија патиштата, но никогаш нема да кажам лошо за тој човек, бидејќи сме јадали леп заедно, сме делеле се. Нормално сте биле другари, сега патиштата ве однеле на различни страни. А добро, кажи ми, дали знаеше дека моментот у некој даден момент ќе ескалира и ќе биде доста позната песна, пошто ја Ептен ја сакав моментот на времето, многу ја слушав цело време. Па тоа уствари беше моментот кога запали нешто, знаеш. Тоа измешано со реге и со хип-хоп. Кај нас во Македонија за некој чудно од каде па се ова жамајкански усред Македонија, туку Куманово е се филма. И знаев, има после дека тој рефрен ќе запали. Кликне, да. И стварно ми е многу драго бидејќи ден денеска после колку години, после 13-14 години после моментот, се уште на настапи само кажувам и цело диско пее. Значи ја пеат, уште си живее. И јас искрено знаев, и он знаеше, мислам и луѓето околу нас знае дека тоа е хитот. Да. Пред све ради соработката која беше Скипи, нели беше малце подлабак вокал, ја бев по реге и таа мешавина на хип-хоп со реге прв пат кај нас нели се случува. И ради текстовите кои ден денес си ги држам како заштитен знак, значи тие метафори, тоа представување на нашиот реален живот, на све она што можеби на некому е непријатно да го каже. Јас стално кажувам, си патиме од оние кои ни пријат на уво, знаеш, цело време сме во некоја комфорт зона на удобност. Можеби тогаш сум пречел на некој на уво, но сум пречел за да го чуе тоа што го зборам. Нормално, да. Тоа ми беше прашањето, од каде таа идеја да така да пееш, пошто ти си единствениот у Македонија и предпознатлив по тој глас.
Од каде е таа Ја идеја? немам никакво музичко образование, средно физкултурно, факс менеджмент, Скроз различно постдипломски, се. да, јавна администрација, локална самоуправа, но ова ми е онака увродено, да кажам, или после тој момент што ми се деси нешто кој да влезе у мене и ми каже ова е твојата работа, ова ќе го работиш. Ти треба да го правиш ова. Буквално по слух работам и сите продуценти што сум работел ми кажуваат дека многу добро го совладувам тој момент на реализирање на аранжман, на ноти, на текстови, на уклопување. Едноставно кога си заљубен во нешто и кога си сконцентриран и фокусиран, сигурно можеш, знаеш. Нормално, да. Сам може узалудно некој да се нада дека нешто му оди добро, ама кога ќе се одредиш дека знаеш дека таа е твојата професија и кога ќе даеш 120% од тебе, сигурно ќе има успех. Значи не сум музички образован, но си го сакам тој стил од самиот старт, така као малку џамајкан, као малку нешто што го нема кај нас, бидејќи не ќе да бидам ничија копија. Многу од денешни артисти, многу од денешна музика ќе отидат кај продуцент, затоа што работам и за други артисти, и сакам песна како Росалија, знаеш, малце вака. Сакам песна корејана, знаеш. Океј, тоа ќе ти запали, ќе ти помине, ама една година дур Росалија извади друг стил на музика, па пак да копираш. А треба да бидеш свој за да те препознат луѓе. Можеби тоа наликувало на нешто, нели не можеме сега да измислиме топла вода, али можеме да измислиме млака. Да. Реално тоа им го викам на сите дека не можеш ти топла вода да измислиш, пошто све се копира. Сум сакал да задржам некој мој стил кој можеби и за нечии уши не е толку негов стил и не е најдобар, никогаш не сум тежнел да бидам ја најдобриот артист, но секогаш сум нешто што нигде на светот нема да го чуеш. Па да, реално. И тоа и сакав не е арогантно, туку е онака вистина, ја сакам искреност и вистина. Тоа ќе те прашам после ова прашање сега што ќе ти го поставам, зашо сао да те прашам, нели регетон рече јамајкански стил и се тоа, имаше таква фризура на времето. Па каде идејата за таа фризура да имаш, или дали одамна си ја носеше па? Многу го слушав Боб Марли. Значи Боб Марли ми беше онака икона. Майкл Джексон, Боб Марли, Майк Тајсон од кај што и прекарот ќе се збориме за тоа. Значи Майкл Џордан, неколку луѓе што ми беа онака како репери кои доли во животот за тоа што занимата борба, кои и Марадона нема врска со која професија се бава, туку занимата борба и немата инфлуенса према тоа што го работат, но и на друга страна да дадат некоја порака до народот. Нема се ти ако си најдобар фудбалер на светот, но ти имаш внимание, имаш публика која може да се мотивира од некој твој говор едноставно. Да, и да смени нешто нормално. Да имаш и после тоа дојде Тајзи или? Тајзи мислам прекарот. Тајзи, како што ти напоменав сега, од кога сум се родил, Тајсон бил многу актуелен. Аха. И кога сум бил црно бебенце. Црно бебенце сум бил. Може ми измешале оболните. Да, не, таман работа. И од таму и ден денеска некои луѓе во Куманово ме викаат Тајсон. И од таму прекарот Тајсон, аз сум роден на 21.12, така да и од двете страни се чита како ги гледаме како букви Зи. Да, сега ми кажуваше. Тајзи само Зи ме викаат сега најдобрите другари и така остана како прекар. Тајзи мене ми се свиѓаше и на другите околу мене и до ден денес. И си остана Тајзи, а добро те препознават ли сега некој како Драган само? За суканиците па избегавме малце од темата. За Боб Марли фатив, па и за други личности што ми е. Значи, многу сакав таа музика, неговата порака према светов и искрено бев заљубен во таа фризура, сакав да имам. Ја носев неколку години, на почетокот па ги ваде, па пак ги ставав, но искрено имав многу проблеми со вратот, ради тежината на суканиците и сум висок, метро 55. Да, приметив дека се 2 метра и така да имам маце проблеми со врат, морав да се ишишам. Никад не се знае, ги чувам дома, имам преку 100, така да тоа сака да те прашам дали ги чуваш. Некој ден. А тие се ставаат, се вадат, се ставаат или? Зависно од косата, може ги направиш и на твоја коса, може да направиш од твоја коса некоја дужина, па после да ја продолжиш со готови суканици. Значи, добра, интересна приказна. И после вако како се вика, нели со скипи продолжувате и до некој одреден момент се раздвојувате и на кој пат трга Тајзи? Па тогаш имаме со него еден албум, Тајзи и Скипи заедно, Балкан ни се викаше, 2010-та ако не се лажам. 2013-та подпишувам договор со Иноватива продукција и правам соло албум. Јас го имав тој соло албум
уште кога бев со Скипи, но го изреализирав преку иноватива, тогаш ни се разделија патишата со Скипи и почнувам соло кариера. Значи вадам албум 2014 нешто поинакво, баш тоа што го збореме дека сакав да дадам нешто поинакво на млади години, као и секој друг млад човек од држава, уште од тога што не е од сега, може би размислува да си замина од држава. Да, па сите така размислуваат млади. И јас може би еден од тие, не да заминам за секогаш, но да заминам да... Као што викаш во песната, земете им ги парите и вратете се назад, да. И никого не осудувам, знаеш, ако одлучи на таков чекор. Но, ако избегаме сите, нема го оставаме ова, зашо таму после се јачаме на патриотизам. Да. Знаеш, кога ние сите заминавме и се од таму Македонија, да, не иде, Македонија, не никогаш иде. северна, знаеш. Во рете, значи не викам некој мора да отиде, операција и сите си имаме свој животен пак. Па Точно, и ја и ти, да, кога збориме ова, знаеме ни што сме поминале на животот. Точно. Но сакав да дадам низ песната една порака дека мораме да имаме борба за она што е наше и она што е свое. Значи, ако го изгубиш идентитетот, кај да си во светот ти си странец само, да. Само си странец, знаеш. Сепак ова е наша земја, ова е наша држава, ова е наша Македонија и си го ценам, си ја сакам држава, едноставно уште од дете и така сум можеби воспитан, но едноставно тоа или го чувствуваш во себе или го немаш, знаеш. Треба, ја мислам да си ја чувам. Ова не е политика, знаеш. Нема врска со ниедна политичка партија, бидејќи не го сакам тој дел на јачање кога си опозиција или позиција, па сега ќе се јачаме, ти не си за Македонија, јас сум за Македонија, кој ќе доеш на власт истото тркало само пак е укал се врти цело време. И уствари тоа мојата прича зборувам за системот кој е цело време едно исто тркало, едно зло се врти, едно со друго се менјава со години, што сигурно сите млади луѓе, свесни луѓе, интелигенти размислуваат вака, без разлика што можеби мора да си определен политички во оваа земја. За жал. Ако сакаш работа и такви искрено, ако седнеме вака на муабет, без цензури, без да сме телевизија, можеме да си кажеме дека тоа е факт. Да. И дека идеме од полош у полош. Реално. Значи тоа е една од стварите во кои не сакам никој да навредам, но на еден метафоричен начин сакам да го изразам општеството, овој суров свет во кој живееме, ова лошо време, ова сиромаштија. Сакам да изразам дека моралните вредности се многу избегани. Скроз искривени се вредностите, тука е на тебе има искривени ни се вредности. Да кажам дека искрено другарство и искрена љубов се уште постојат. Можеби да, сме изгорени сите и од љубов и од другарство и од многу други ствари што не се дешаваат, но една од причините ради кои дојдов кај тебе е тоа што секој сабале те пратам и делуваш позитивно на луѓето. Колку и да се, дали се 50, дали се 50.000, на некого можеби му мотивираш да му разубавиш ден. Фала ти. И токму тоа и со мојата музика ќе отидам на настав. Еве ваш вчера ми се деси човек од Австралија што е дојден после 25 години 30, со солзи очите ме среќава на улица и ми кажа ти си причина ради која се врати во Македонија. Озбилно, и мене ми се на солзи очите. Без разлика сега, он си имал и живот и све и си овдека си има, не дека јас сум директна причина, но твојата музика ме натера да размислам дека можеби јас завршив вика со мојата кариера, со мојот живот, со све сакав да застанам таму кој што стварно припаѓам. И тогаш ме фати момент на носталгија кога слушам неколку твои песни од кои и дома си дома, јас се одлучив стварно да се вратам овдека и тука ја запознав жената на мојот живот, вика. По стари години. Да. Ми се вевувале и спортисти кои се мотивираат, ми се увале деца кои имале болести, проблеми, мајка кои немаат деца. Значи без разлика финансиите се на страна, но кога ќе слушнеш вакви муабети, дека ствари твојата музика навистина пробудила нечии чувства и нечии живот разубавила, го мотивирала да застане на нозе, да вика чекај, можеби има уште некој као мене што размислува. Да. Можеби ја ова исто би го кажал, само но не можам да се да, изразам, знаеш. Не знај како да. Или кој ќе ти напишат коментар дека солзите сами течат кој ќе слушаш песна. За еден артист тоа е врвот на кариерата, полни сали, се поминува, се заборава, но тоа што го осеќаш во моментот, емоциите, никогаш нема да ги заборавиш. Како и ние у детството си имали некоја песна која ти оставила голем печаток, знаеш, си се десило нешто баш на таа песна, никад нема да ја заборавиш песна. Дефинитивно, да, дефинитивно. Па тоа ми беше и следното прашање, зашо не знам, сите песните се реални, сите текстови ти ги имам цело време, ми се вртиш ти на YouTube. И од каде инспирацијата за такви длабоки добри текстови пред се? Као седнуваш, као изгледа едно пишување на тајзи, седнуваш
се некате механички, кога работиш, и секогаш кога работам и за мене и за други пишувам како за себе. Да, тоа Евентуално некогаш кога пишувам за друг артист, влагам у неговото битие, да кажам, Да. не е така, ама ако пишувам за женски артист, морам да пишувам со некоја таква енергија како она би се осеќала кога би се десило нешто во животот. Јасно. Иначе, фала му на Бога за све ова до сега што ми го направи. Ова сум го кажувал и на неколку интервјуа и на неколку мои статуси, дека ова уствари јас сум само еден приемник на некоја енергија од небото која сака да им каже нешто на луѓето. Бидејќи песна као Сине, чувај нега Боже, ќе си збориме покасно, е сасем друга тема, но такви тешки парадокс, моментот, џабе, живеам за себе и уште сеа нови века Лимеро Бела Чао сакам. Значи се песни што едноставно протекува нешто низ тебе, друг седиш на компјутер и не ги пишувам механички. Да еве сега ќе седнам и ќе ја пишувам сакам. Не туку чекаш момент, сум имал само име на песна, например, сакам И и чекаш момент да се дојде точниот само датум по кога себе. таа песна треба да биде напишана. Јасно. И некои работи ништо не е случајно. Имам тоа ставено и у песна. Сега ќе се соблечам кој Јонче Христовски. Ако нема гајле, да, топло. Топли теми, многу вруќи теми. Ако нема гајле. Ај живе. Ај живели. Од темзете чашите. Сечи. Ама нема врска, ти си за Кумано, ја поштам тоа. Сум играл и земзата, е многу добро. Спомени, немам хејт, ја немам такви предрасуди. Си зборевме за музика дека го осеќам како дар од небото, како нешто што ме дадено од Бога и кое ми е мисија да си го завршам. Многу ми е драго што тоа е, имам и таква песна, така ќе гласи можеби еден од моите албумите, тоа е Гласот на народот. И се надевам дека луѓето така го доживуваат тоа, бидејќи на моите настави стално ми викаат еден од ретките си што вака јавно не се плаши да каже за проблемите, а без никој меѓутоа да навреди, за да многу лесно е да навредиш некој и да добиеш слава и популарност. да, На тој грб. Тоа го прават сите у Да, задни период и тоа не ми се свиѓа Неќам ич. бифови, неќам хејт, си кажам реално што ми пречи, но не сакам никого да навредам Нормално. на ставно контекст кога се работи за мојата музика. А кажи ми, пошто знам дека пишуваш и за други луѓе, музика. Ми кажа дека е тешко, дека треба да влезеш да ги размислиш малце. Да. Има ли некој познат од кај нас за кого си напишал текст или не сакаш За многу не, зашто да не сите тие луѓе си работат и се пред се добри пејачи. Сум соработувал со сите продуценти у Македонија и многу од нив се луѓе кои мислат добро на македонската музика, стално размислуваат, но реално имаме дефицит од артисти. Да, Можеме да ги изброиме на една рака луѓето што секој викенд настапуваат во земјава. негде да. Сум пишувал за многу артисти, не мора сите да ги кажеме, пошто реално се многу, но еве во последно време за Антонија сум работел, за Тамара, со Два Бона си работиме стално, за некои нови артисти, сега имам некои теми од српската естрада сум пишувал. Драго ми е што на некој начин можам да помогнам, а и да осознам дали ми лежи да пишувам за некој друг, бидејќи моите текстови се малце различни, не дека јас се штедам кога пишувам за нив, но имам еден печат кога е за мене. Да, нормално. Бидејќи Друго е за себе кога Не можам пишуваш. да напишам за некоја поп пејачка сега јас да напишам Бела Чао, Да, кажувам да, што да. се дешава у системот. И така, но ми е драго што можам да дадам дел од себе, да помогнам, бидејќи на мене некој ми помогнал. Не финансиски, но го спознал тоа во мене кога сум бил млад, дека Аха. има во ова дете нешто што може Дека има да успее. потенцијал, да. И сега гледам во неколку луѓе потенцијал млади артисти, кои не ми е ни проблем да ги пофалиме. Два Бона ми се добри пријатели, ми посакувам се најдобро, уште неколку млади артисти кај ниву продукција, во другите продукции. Пајак исто многу надежен артист од кај нас, ми им посакувам све најдобро на сите нови деца и они се доказ дека како и ја и многу други личности, како и Слаткар, како и многу деца што почнале од нула Да, и и стигнале од до тебе се некој. мотивираат, инспирираат и други артисти што викаат чекај, па ја немам пари, ама можеби талентов може да го спознае некој друг Реално, да. што ќе види и можам да направам нешто. Па и не само и музиката, да ги мотивираш и за други нешта во кои сака да се ангажираат. Да, само што знаеш ние не си го цениме нашето, него цениме нешто што доаѓа од страна и поише го плаќаме. Не си ја Тоа е поштеме. еден парадокс. Стално е така, не знам зошто. Ја имам и у песна, нели, нашето се Да,
туѓото, не се тачно. сака. Како, не знам како да кажам. Јас си ја сакам Македонија. Си го сакам овој народ, каков и да е. Знаеш. Сме луѓе што сакаат да зборат, да критикуваат, да говорат. Можеби за еден дел од тоа се криви и овие реални вешоа што секојдневно ни се на телевизија, овие серии, овие расправи и народот сака да суди. Народот мисли дека е жири. Сака драми, сака народ сеир мисли да дека фаќа. седи наму жири на не е битно на која емисија и сега Ти не чиниш, ти чиниш, ти овај. Социјални мрежи им дадоа малце онака Залет. ветер у грб за да можат да осудуваат и да критикуваат. Не дека ние сме ангели и дека никогаш сме критикувале нешто. Јас сакам критика, па и кој е на моја сметка, бидејќи само така можеме да кажеме што не ни се свиѓа, ама не да плукаме. Да вреѓаме, не да вреѓаме. Кажи ми опција некоја како може да се подобри. Точно. Многу е лесно сите да застанеме и да псуеме некој. И реално кај нас многу луѓе патат. И ти си сам свесен, си разговарал со многу луѓе дека многу артисти патат во депресија од такви коментари. Многу деца не се осудуваат да почнат со нешто бидејќи ќе знаат дека ќе имаат огромен хејт. На што ќе налета, да. Тоа е Ако е женско е курва, ако е мушко е педер, ако е овој татко му го финансира, ако е значи банални глупости кои секојдневно ги добиваат, знаеш. И коментарите на некои луѓе, булингот им некој има бариера направена и искусен од такви енергии, но едноставно некој може да западне од тешка депресија од некој хејт. Многу, тоа јавниот линч е страшна работа нешто. За мене ми било само мотивација. И така би сакал и на другите да им биде. Да им биде. Не да им докажуваш, ти не мора на никој се докажуваш, него точно знаеш кој си. Точно знаеш што колку правиш. вредиш. Само напред. И со еден друг артист сме го правиле моветот, стритно за нашава дејност, се додека ги имаш хејтерите, ти растеш. Да, ти растеш, да. Значи твојата музика се шири, не сега да имаш поише хејт него луѓе што те Да, сакаат. нормално. Ама мора да имаш и такви. Нормално е, не може. Знаеш, Исус го Да, распнале у Израел, неговите, што тој човек блиските. го распнале, зашто ти сакаш си совршени сите да се сакаат. Значи нормално е некој да не те сака. И Дефинитивно. јас не сакам некаков друг жанр на музика, но нема да плукам, али тоа е мој став. Да. На сите ние си сакаме некои ствари не сакаме. Многу е битно да си истраен во ова, да знаеш точно што сакаш, да знаеш дека си дете кое прима светлина и кое ќе ги препознае оние темни личности околу тебе што само сакаат да скинат некој делче и да дознаат некоја нова идеја, некоја нова песна и да спознаеш такво нешто и да си одиш напред со Господ. Пред тебе има докази живи дека Македонија е една мајка која раѓала многу синови до сега, луѓе кои се бореле во многу дејности за да истраеме како нација и како народ. Уметноста е една од гранките која останува како идентитет и како доказ дека Македонија има што да покаже на светот и кој ќе отидеме у Србија, многу стално ми го збореле тоа. Они може би дале и 20.000 евра за спотови кои ние ги правиме за 5, за 3, за 2, за 4. Да. Значи, имаме потенцијал како народ. Само треба да можеби да се дружиме малце да поише. бидеме сложни поише. Да се направат неколку продукции што ќе направат да се најдат спонзори кои ќе го работат тоа. Цел еден бизнес веќе во Србија споија филмска индустрија со музичка индустрија. Да. Што е автоматски некој што гледа филм, а не слуша ваков тип на музика, ќе мора да слуша музиката од филмот и обратно. Има гранки кои треба да се размислат, државата секако треба да е тука да помогне за проекти кои се работат, но кај нас и тоа не идува на хејт. Да. Све не идува на хит кај нас, како и да ја вртиме работа. Но уметноста нема граници и пак ќе кажам, тоа што го работиш и да немаш финанси, да е сопрено од некои фракции, да не те сакаат одреден дел на позиција и опозиција, мораш да си уметник и да го работиш тоа што ти е даден. Точно. Само да не се врзува со политички партии, никако. А ја мислам дека не си ја поштуваме толку македонска музика и македонски артисти, ама се надевам дека ќе дојде време и кога стварно ќе застанеме позиция. Не можам да се пожалам. Не можам да се пожалам од тоа, бидејќи еве више 15 години, уште малце, како работам и секогаш дури можеби се повеќе народ
а си доаѓа и нови, имам фанови кои биле по 14 години, сега се више мајки на деца, па децата доаѓаат, ги носат на концерти на настапи. Не можам да кажам дека стриктно немам добиено узрат на љубов, пошто јас само од ова живеам, иначе не би можел да функционирам до сега. И знам и многу од други артисти што добиваат, но тоа е, пак ти кажам, еден парадокс кога ќе отидеш на страна, па таму ќе те ценат малце повише, па ќе кажеш, и овој у Србија видеве колку народ собрал бе у диско, зашо бе, кај нас вака. А ние не. И го имало тоа, да, ама веројатно тоа го имаат и србите. Не сме само ние такви, знаеш, секој своето пророкот по своето место било. Да, тоа ми беше следното прашање, дали поише те ценат надвор и кај имаш поише настапи, дали у Македонија, дали у надвор од држава? Тука ми се настапите, 90% ми се во Македонија, бидејќи соработувам и со Балкатон продукција од Србија на Раста, кој мој многу добар пријател е, многу талентиран артист. Имам и таму некој настап. Имам настапи, имав во повеќе европски земји, во Италија, во Бугарија, во Швајцарија, во Германија, во Грција бевте заедно со нив, со Балкатон. Така да, но тоа не е често, кој што си имам пазар во Македонија. Секако работам и на друг јазик. Имам напишано некои песни на англиски, но не ми се извадени. Имам претежно на македонски и работам и на српски јазик. Да, сега пред некој време изваден или српска, да, на српски јазик. Да, и сум имал песни на српски јазик, бидејќи не бркам некој пазар. Демек јас сега на српски, па ќе им се умилкувам на србите за да влезам кај нив на пазар, но реално мене така ми доаѓа некогаш песна. Јас сум од Куманово и ми е блиску српскиот јазик, ние сме родени у Југославија. Да. И некогаш наставно песната ми доаѓа, рефренот ми доаѓа на српски јазик и немам никаква бариера со тоа дека ја не треба да пеам. Јас сум си македонец, но можам да пеам на кој било друг јазик, на кој сакам. И они пеат на наш јазик и ние сме пееле македонските артисти на нивен јазик, баш кај тоа сме блиски народи, ја ги осеќам као браќа, немам проблем со тоа. Значи имам настапи секаде, но не сум фаќал во настапи во Америка и во Австралија, така да диаспора, што чекате? Да, што чекате? Ајде, дајте некоја понуда. Кажи ми, како дојде до соработка со Балкатон, со Раста? Како дојде до контактот? Што се случи? Запознавме поодамна. Не знам како точно беше запознавањето, но он е еден од луѓето што познава уметници и артисти. Нема проблем тоа да го пофали, да го каже. Затоа веројатно се наоѓа таму кај што се наоѓа човекот. Они се една озбилна продукција од Србија кои си го работат бизнисот точно како што треба. Многу време сме у соработка. Немаме заедно песна, но се надам дека во иднина ќе се го изреализираме и тоа, бидејќи не сум човек кој што форсира дуети, кога ќе гледам дека нешто е за дует, кој што беше Дими Джам, кој што беа со два Бона Југ, тоа ми е онака пресудно. Кога ќе имаш добра песна, ќе кликне, да, ќе кликне, тогаш и треба да се деси. Мада пеев неколку песни бек вокали кај него на Еуфорија, директно на некои други артисти што снимаат кај нив, си помагаме за проекти. И многу се задоволни од тоа што им го носиме како производ од Македонија. Многу се задоволни од спотовите кои им ги носиме. Представи од Пабло, беа фасцинирани од спотот од Сине, од Парадокс, бидејќи на нив нели како продукција име кеф што ја шират нивната дејност и тука и во Македонија и на целиот Балкан. Во Србија еден друг левел на настапи, све тоа е многу поскапо, многу повише имаат настапи во диаспората, бидејќи нели самите знаеме дека знаат што е шоу бизнис, мислам дека шоу бизнисот го работат многу добро, да. И он е таму бидејќи има и содржина у песните што ги прави. Сега он прави и наменски песни за бизнисот, за шоу бизнисот, бидејќи ги знае како, но у некои песни точно знае да се изрази, како што му е мама, како што му се ред други песни. А вака директно за целиот пазар, во моментов влада еден материјализам, едно кажување на некои скривени вредности и целата младина, бидејќи музиката има директно влијание на развојот на децата. Дефинитивно. И не сум јас сега некој да попува демек јас сум окей, а другите не се окей. Има многу артисти што имаат истиот став како мене, но дефинитивно има големо влијание и филмската индустрија и музиката. Видам некоја моиве деца не ќе така да ми растат, а он прави филмови за коли, за дроги, за да. Или пејач, значи индиректно кога зборува дека е против тоа, уствари песните му пропагираат нешто таков стил на живот.
И не ми се свиѓа тој материализам, тоа материализирање на нештата со скапи коли, со мајти, со ред Да, други со коки, ствари, моки, со такви се. цело време не спеснеме. Мислам дека тој жанр, не можам да кажам жанр, но тој правец за некое време едноставно може би има на неколку години се менјава. Сепак луѓето сакаат да чујат нешто со кое ќе се врза. Ти немаш емотивно врзување. Да, имаш од диско ако си направен па. Да, да. Ама не си емотивно врзан. Тоа Да, е една нема. година, еден провод у град, знаеш. Да. На едно 2-3 вожњи у кола и после толку е таа песна, знаеш. Не живее 10 години. Ама дали мислиш дека тие песни па баш влагаат у глава, пошто се така лесни и тоа, знаеш? Да, тоа е моменталната состојба. Може би самиот народ не може да му влезеш на народ у глава да му кажеш не тоа ова слуша. Да. Народ со еден продуцент баш со Лазар сме го правиле, нема време да спознава музика, ова е брз живот. Ова е брз, што го да, живее. све брзо Ти се отвораш дешава. телефон, гледаш таму некоја певаљка српска и 15 милиони брато, Да, прави да. ова. Све у Нема преглед. веќе што е купено, нема веќе Да, што све е купено у песната. Нема веќе што е купен текстот, што е купена песната, што е купено студиото, Битно што на она не прегледи знае да има. пее, што е направена, што е купен Да. спотот, што е идејата купена. Значи све е купено и ти веруваш и прегледите се купени и ти веруваш во тоа што е Дека е купено, не најак. веруваш на артист што сам направил текст, спот, музика, аранжман, Да. сценарио, режија, све и И викаш абе добаре, Ама малце не, прегледи има, тоа, да, страшно. Затоа страшно. мислам дека треба онака да ја слушаме музиката, суштински да видиме што стварно че. Измешано е многу. Не викам да нека некои артисти не им помага, затоа што некој дете сега што е ново вложил, мене не ме интересира гледаност. Ја имам доволно гледаност, имам доволно кариера, сакам да се изразам на таму животот на песня. Но некој дете што е младо вложило 5-6 евро во Пари, проектот, а нема гледаност. Зашто сега ако не плаќаш немаш гледаност. Да. Сам такво е време. Ќе паднеш у депресија ако Значи, не. едноставно не му се исплати да вложува у тоа ако луѓето му пукнат уште толку хејт да кажеш што е ова. Да, ептен ќе го спуштат. Така да искривено е многу све ова што го гледаме пред нас, но јас сепак мислам дека се има луѓе кои си го ценат тоа што се искрено направено и од душа. Реално да. Ја на пример си слушам све што е нормално, мислам, живи здрави. Мислите дека ракија пиеме големи се вешари за ракија. Вода. Замисли уште ракија да пиевме. Кажи ми за спотовите, пошто знам дека се многу добри, као што ги гледам. Дали ти сам си ги правиш, дали сценаријата сам си ги пишеш, као иде тој процес, тоа ме интересира. Соработувал сум многу и продуценти за песните и многу режисери од Македонија, па и од Србија, со луѓе од Балкатон. Можам да си ги напоменам секако Владимир Даде Ивановски, да е мој многу драг пријател, што го запознав така, бевме иста продукција и до ден денес сме си пријатели добри. И секако, уште многу други луѓе има што нема да ги спомнам, нека ми извинат, но ќе го спомнам Даниел Јовески, кој што исто сме како браќа и работиме многу проекти. Уште од пишано и регетон сме правеле спотови и сега имаме правено заедно сигурно 7-8 проекти. И човек со кој работиме на иста фреквенција. Знаеш, му носиш проект, јас пишувам сценарио, си ги режирам понекогаш моите спотови, но со Даниел еден друг принцип имаме, ти го дава пута 3 тоа што ти го гледаш предходно замислено у глава. И можам да го пофалам, човекот е стварно гениален, работи и за други балкански артисти сега. Сакам да учествувам во све. И он тоа го знае, и другите го знаат. Значи јас сам си ги пишам текстовите, мелодиите сам си ги правам, аранжманите ги правам заедно со продуцентите, или не можам да подценам некој дека сега јас се сум направил, не ми е тоа муабетот, но сакам да учествувам во све што создавам. И тоа си е мој печат. Едноставно, може би не е совршено, но е мое. Да. И сценаријата секогаш се мои, ти кажам, помагам во сценарија, во режија, во локации, онака скаутирам локации, идам по 5 пати на локација, стайлинг, гардероба, сценографија. Све тоа ти? Све ја тоа. И една од подрагите ствари у ова ми е што успеав, ова никаде го немам кажано, бидејќи онака малце да не е ко его трип, но многу успев да си оценам Македонија и да ја запознам самата земја со снимањето на спотовите. Спотовите, да. И стварно можеби уште 2-3 локации имам што не сум ги оснимал, што се многу битни за Македонија. Почнувајќи од Кокино, од Куклици, Охрид, Прилеп, Куманово, Битола, мислам и сите други градови што сум снимал, Штип, Баргала, сите ми се свеѓаат
археолошките места што ги имаме, бидејќи Македонија е богата со историја. И многу убава. Може би сме потиснати со некој моментална ситуација, но и странците го викаат ова дека сме Да, па затоа и доаѓаат сите. Израел на Балканот, знаеш, и сме реално многу ми се свиѓа Македонија, со музиката можев да се ја запознам нашата убава земја, иако сме мали, имаме прекрасни локации. Да. И посебно ми е драго кога некој тоа ќе го пофали. Значи на спотовите, Да, како се кај ги ова патил место, кај ова зашо место, па може би токму од мојот спот некој отишол да го види Кокино, Да некој го отишол да ги види посети, Куклици. Значи придонесуваш индиректно си амбасадор на оваа држава, да. А добро, сам си ги наоѓаш места? Да, Да. спонсирам сам за... Тоа е поштовање ептен големо. А кажи ми, твојава кариера, најомилена песна до сега која ти е? Па, не можам да кажам дека ми е најомилена, нели, си ги сакаш сите песни, имаш и грешки секако, нели, кои А си ги слушаш? На YouTube? Ретко се смееме пред да дојдам. Значи слушам демоа многу, ги утепам од слушање и го слушаш, друго правиш, друго пишуваш, друго правиш сценарија, друго правиш спотот. И ти досадува после и... После имаш пауза на 2 недели не слушаш, кој ти искачи спотот пак го слушаш и гледаш, но онака удрушо ми е не дека ми е непријатно, но ретко слушам, да сакам да слушам моја музика. Некој ако сака да пушти, нормално нема да имам против, но демоата си ги слушам пред да ги изведам. Слушам генерално и македонска музика. Слушам све од музика. Не ми кажа омилена која ти? Омилена, не можам да кажам дека омилена, но Чувај нега Боже ми е онака песна која ми е драга, да кажам. Да. Бидејќи е многу емотивна, многу тешка песна. Се работи за еден мој, за жал, починат другар, кој беше многу надежен фудбалер, има многу добар другар, дечко со кој се разбиравме со поглед. Загина во сообраќајна несреќа. Заедно бевме на еден Eurotрип до Барселона, бидејќи сум фан на фудбалскиот на Барселона. И заедно бевме, памтам, пред да загине неколку месеци. И го кажам моветот, сега и да загинам, да не ми биде криво, и тој момент никогаш живот нема да го заборавам. За жал, сега ќе кажам, ние не знаеме никогаш кој до колку кога му е пишано, да. Но многу ми е мило што за тој човек, за таква душа, направив, но само дојде таков текст од некаде во небото ми се поклони за да направам да живее вечно на некој начин. Да. Неки не физички го напуштаме овој свет, но јас чувствувам негова енергија на настапи кога ја пеам таа песна. Може би е чудно, но така е. Баш кај на Кумановски? Да, и се пее на секаде. Значи, да отидеш у Швајцарија, и ја таму пеа. има и диаспора српска и хрватска и босански, да ти ја пеат Чувај нега Боже на Кумановски. Или у Струмици идеш, цело диско ти ја пее Да, на Кумановски. Мале. Да, мале. Значи, без разлика на тоа. Песната е напишана може би за една језива тема, сабота навечера, некој му се искача у град да пие, но секоја чест за бликата на настапите, како ја пеат и како ја доживуваат. Може би бидејќи сите ние имаме изгубено некој човек близок. Да, знаеме, си се соживуваме со таа ситуација, но овој човек беше стварна величина и заслужи да има такво дело за него. Па добро, и другар ти бил така да нормално ја би го направил истото, не дај Боже да се деси нешто такова. Некоја друга поомилена песна имаш вака што е, мислам луѓе што ти ја бараат по настапи некоја. Многу песни живеат, тоа ми се свиѓа многу и сум задоволен. Бидејќи сите ние, ајде сега да не кажам другите, но сите ние бркаме хитови некои. Да. Знаеш, направи ми хит за ова лето, сега пред лето направи ми хит, сега за нова година направи ми хит. Бенгери, да. дели... Многу ми е драго кој ќе чујам дека живеам за себе ми е снимано у соба кај еден продуцент, не беше професионално студио. Ја одбив да снимам у студио, кажам не тука ќе снимам кај дечко. Еви денеска има 4-5 милиони на YouTube. Да. Се пее на настапи после 15 години, знаеш, многу песни живеат и тоа ми е предраго, мислам. Тоа се више песни кои ќе веројатно ќе станат евергрини. Неколку од нив ќе останат да се слушаат генерацијски више. 2-3 генерации израснале со тие песни. Можам да кажам дека една од песните која ми е онака драга ми е Сине. Песна која напишав исто така во еден здив, не ми беше напишана многу време, само наслов имав и во еден здив ја напишав, ми слезе некоја енергија од небото и е песна за нероден син. Што ние како родители би му кажале на своето дете што го чека во сурово општество, во оваа Содома и Гомора во која живееме, знаеш, овие времиња. И сум благодарен на многу луѓе кои,
сите вие прочитате ги коментарите на сине на YouTube, мене секогаш ми течат солзи, као артист кој тоа го создал. Колку родители се пронашле у таа тема. Дека истото тоа би му го кажале на своите деца, дека без преда на јазикот, таму спомнувам и некои работи сега да не напоменувам, кои се малце вулгарни за јавноста, но тоа е живата вистина. Ние мораме да ги запознаеме нашите деца со што ќе се соочат. Ако ние пак ќе кажам едно од почетокот, ние сме во оваа комфорт зона од луѓе кои ни пријат на уше. Да чуеме све она што ни прија. Што ни прија, точно. Дај да и се соочиме со реалноста. Бидејќи после одеднаш ни се сервира нешто што не го сакаме. Да. Сине е ремек дело. И спот и песна. И песна. Скромен сум, но за оние факти што се искрени и чисти, јас сум тука да кажам така е. Да. Парадокс исто, Македонија, спотот е прекрасен, исто Даниел Јовески го работеше. Уште некој моментот сега кој е драга песна. Да, моментот си е више хит одамна, така да. Мислам, многу песни има, сега да не ги замараме луѓево со да ги спомнуваме песните што ми се драги. Еве во последно време исто имам изрази кои сакам да го пренесам, како целиот наш живот, цело ова што се дешава околу нас, системот, падовите кои ги доживуваме сега со сите овие факти што ни се дешаваат после корона, као сиромаштија, рецесија и такви работи, значи Бела Чава е таков израз, онака у 5 минути све да кажеш за општество. И не ми е битно дали тоа ќе се пее у диско. Да, битно ти е тебе да ти се свија песната, да се изразиш. Да го кажам тоа, што луѓе утре ќе кажете у 5 минути никогаш не сум слушнал некој да каже колку многу работа. И сакам борба, сакам луѓе кои се борат. Кои се бора, да. Калимеро и уште и сакам е таква. Да. Значи сакам луѓе кои критика не ми пречи и никогаш не ми пречела. И така се иде напред, да. Но сакам идеи. Сакам луѓе кои ќе кажат брат, ова не ми се свиѓа, ама ајде вака да го направиме. Ајде вака да пробаме да го направиме. Конструктивна критика треба. Да, не деструктивци само. Да. Значи сакам луѓе кои се борат во животот, најчесто тие кои највеќе биле газени, највеќе се борат. Да. Оние кои не сетиле многу борба, кои не сетиле многу сиромаштија, крпен живот, едноставно се у некој филм не чини ова што е, се занесуваат таму. Оние децата кои се газени, веројатно така се гради карактерот и го чувствуваат тоа на своја кожа и само идеш право и идеш. Ама треба да осетиш на своја кожа прво, пошто вака никој нема да те разбере, да. И затоа добро, супер, овој поминал тоа, ама дури не го осетиш на своја кожа, не можеш да збориш. Кажи ми, не знам, што следно можеме да очекуваме? Албуми, некои соработки со некои нови артисти, некој дует може? Пишувам многу песни периодов за други артисти. Напоредно со овие моиве извадив 5-6 песни и Гори Парадокс и на Југ, веројатно испуштив некоја, ќе ги ставам. Значи имам еден албум со Скипи, еден соло албум 2014, од тогаш до 2020 имам уште еден албум кој не ми издаден, би го пуштил сега заедно со овој најновиот албум. Значи би биле 4 веројатно у едно издание. Сакам тоа да си го завршам оваа година, одамна го најавувам, но више сум при крај уште неколку песни имам. И напорно со тоа работам за многу други артисти од Македонија страна. Наредно сега, денес, утре, вчера, не знам кој ден точно ќе биде, се сетам. Треба да излезе песна која ќе ми се вика Legalize. Ќе ти кажам 2-3 збори за неа. После тоа имам уште еден многу интересен проект кој ќе го снимаме на страна од држава со Даниел, за брзо време идеме, да не откриваме нели се. Да. И уште еден или два проекти со кои ќе го заокружам овој нов албум. Кажи ми, за естрадава наша, шо мислиш? Нешто зборевме кои шо артисти се окей, ама дали мислиш дека постои естрада кај нас? Дали се сакаме сите или дали сме си лицемерни тоа? Имаше едно видео, морам да се посмееме малце. Буфон го синхронизирале. Као збори. Кристијано Роналдо, тајли бе педерчина вика, и таму иде Кристијано. Кристијано брате. Да, така е кај нас, да. Не, има естрада, постои, секако многу артисти што биле влијателни од времето и уште држат. Си стојат. Имав една икона која, ова ќе го кажам овој контекст и не би го спомнувал никој друг со никој друг артист да се спомени, Тоше Проевски, еден од најголемите пејачи на Балканот, кој остави голем печат. Да, имаш и ти за сите луѓе. Стиг за него многу добар. Да, и има уште многу други артисти кои
се постари и оставиле печат Владко Стефановски, имаме Симон Трпчевски, уште многу Кирил Джајковски, Калиопи, многу артисти што јас ги ценам и уште многу бендови, сега да не ги споменувам сите, но секако имаме и помлади артисти кои се уподем. Како нас кои работиме, знаеш, више со години, 10-15 години и млади артисти кои се 2-3 години, многу кои гледам потенцијал. Немаме некоја страда да кажеш дека ние сме разработени и максимално. Знаеш, ти кажувам неколку луѓе, еве, десетина нека се што работат со настапи константно или со концерти. Но се надевам дека тоа младава генерација ќе го смени. Сакам амбициозни деца кои викаат не, ја ќе помислам вака ќе направам некои работи што мислам дека вие старите не ги правите како што треба. Можеби ќе кликне нешто што и на нас ни се свиѓа. А гледам деца што се трудат и што веќе искачаат и надвор од Македонија, со работки, артисти, текстови. Тоа ме радува и мене, што има потенцијал, што Посебно ме радува кога ќе видам некој дете што знае да се изрази на свој начин. Да. И тоа го гледаш, дали има 17 или 35, исто е. Кога го имаш тоа у себе на хартија да го изразиш тоа чувство што го имаш во себе, тоа ти носи сигурно успех. Точно. Ништо не знам, ја мислам дека доста помина или сега уште малце сега да си позволиме. Да, не, се шалам. Сега да те прашам да ми кажеш нешто, неколку збора за Куманово. Пошто имав еден другар што сакаше да вика праше го човекот за КК Куманово, за градот Куманово, пошто ти си таму Куманово. Пошто ти си таму израснат и као ти се гледа. Многу се смееме за една случка, че си збориме за Куманово, другари со Велешани исто сме блиски со другари и они си се членови на навијачката група Велес. Гемиджи беа таму, да. И ние нели као дел од Кумани и се дружиме цела вечера, настап, после настап и овие не испраќаат до таму. Десетина души, ајде браќа, поздрав. И овој другар еден мацер направен пијан и се врати и ми вика само Кума. Добро. Куманово е мој град, таму сум роден, посебни емоции везани. Живеев некој период и во Скопје, 7-8 години, се на све. Сум живеел во Скопје, но во Куманово сум роден, сега се живеам во Куманово, иако стално за работа сум и тука и низ цела Македонија, нели? Да, но се живеам во Куманово, настарана сум од град, посебно ми е драго што можам да си работам со музика. Во куќа живеам. И сум тотално слободен да си се изразам. Имаш студио све тоа дома. Па немам професионално студио, но имам студио со кое можам да си ги вршам врските кои ги снимам. Вокалите оставам, демо снимки да направам за други артисти. Врзан сум евативно бидејќи дома си е дома, нели, кој што викам у песната. Дома си е дома. Не дека сум за тоа дека вечно ќе останам у Куманово, но сепак веројатно на крај таму пак ќе завршам. Тоа е факт. Посебно ми е драго, за 11 ноември имав настап во Куманово, немав па сигурно на 4 години. Во Куманово 90% од настапите ми биле од хуманитарен карактер. После може да напоменеме и за на хуманитарна организација која почнав у Куманово заедно со една моја пријателка. Да, па ќе кажеш тоа обавезно. Само да кажам, едно големо благодарам за тој концерт што го доживеав во Куманово за денот на градот. Да, видов дека имаше 2-3 дена, така беше? Да, има Next Time Лозано, уште неколку артисти, имаше и албанци и наши. Убав ивент беше, но тоа што го почувствував таму веројатно се дешава еднаш во живот. Многу е тешко пред твоја публика. Никогаш не сум имал трема у ова, не знам, ја се сетам со моите сограѓани, ми Кумановци немамо трема, може за тој ни било. Ама не е така. Но не сум имал трема, но тоа е некој адреналин, некој друго чувство некој. Да, и посебно дека треба немој тука да сгрешиш, да кикнеш, да. Но се отворив тогаш и сите што беа пријатели што ме знаеа ми кажа дека сум се отворил тотално, нешто да зрачеше вика нешто од тебе и уште ми стои пред очи целата таа публика баш пред да биде настапот пишав сонував дека цел плоштад Куманово ја пее чувај нега Боже, а мене ми течат солзи. Тоа го сонував дента пред да биде концертот. И кога го доживеа стварно тоа ме сваѓаш, не знам како да го опишам тоа чувство, знаеш, како цел живот да си го чекам. Се имам многу артисти кои наполниле хали, концерти им посакувам на сите други, не сум јас единствено да си го доживеат ова што јас ден денеска го живеам. Значи тоа што си го посакувал и го работиш, да имаш фидбек од луѓето, не финансиски фидбек. Туку да знаеш дека некој искрено дошол детенце и го качил на грб и му кажува ова треба да го слушаш. Го поштуваш, да.
Инаку спомнавме за хуманитарна организација, една моја пријателка се вика Марија Бојковска, една од најхуманите личности кои сум ги запознал во животот. За моите хумани дела не би сакал да зборувам. Мислам, никогаш не сум сакал јавно да малце ми е клише да збориш јас сум помагал ваму Да, таму. да, кој испаѓа како се фалиш. Се надевам дека сум помогнал доволно на места кај што требало се помогне ни целата моја кариера. Но Мара е една жена која Let's Spread Love се вика организацијата која Од Куманово е? Да, Кумановско здружение на граѓани, но пред све сме локално, помагаме на сиромашни деца, на деца со посебни потреби, на родители со минимални примања, но и работиме и на други проекти надвор од градот. И со неа направивме муабет, онака другарски, дали мислиш дека ова треба да почнеме малце појавно да го работиме, не сега ние да се прчиме со туѓи перѓа, да се сликаме дека ние сме хуманитарци, тоа и го напоменуваме стално дека не е ставен акцентот на нас, туку ние сме само еден трансфер кој од луѓето да дознаат другите донации и даваат таму кај што е потребно. Точно. Само еден приемник, еден трансфер на тие средства, на таа храна, на таа гардероба. И можам да кажам огромно фала, јас пријатно се изненадив од многу луѓе и од Куманово и од цела Македонија што се приклучија овие акции. У денешно време е многу тешко да веруваш. Да, на пошто хуманитарци има на акции, измами и такви може би ствари. во нечии очи ние сме лицемери кои сакаат некој публицитет. Но времето ќе си покаже све. Една моја пријателка вика можеби не е паметно вака толку јавно, знаеш. Оке викам, ако ние нахраниме 100 деца кои стварно немаат бомба леп да јадат периодов. И сите знаеме у каква ситуација живееме. Каква криза е. Нека плукаат по мене. Само децава нека бидат сити. Здрави, живи и најадени. еднаш да дојдеш со нас во 2-3 семејства ќе знаеш уствари како да те заразува после, кога да не можеш да застанеш. Да, и непријатно цело ти е. време. Викаш чекај, колку и да имам би поделил барем малце од ова за да и изненаден сум. Еве баш вчера и завчера имавме акција во дуќанот, имавме залихи од гардероба и од храна. И луѓето кои идам на настапи више го познаваат тоа и ме прашуваат дали треба да се помогнем, дали треба да се направи, ми се јавуваат други. Сега да не се разбереме погрешно, ние не може помогнеме на сите. Да, не сме држава, немаме помош, нити од држава, нити од општина, нити од никој, знаеш. Ова е од самите граѓани, само иницијативно. Секоја чест за сите волонтери, доаѓаат млади деца кои сакаат да се вклучат. Волонтираат. Дечиња што имаат под 18-20 години, секоја чест за нив. Однака вклучени се во проективе, да. И многу ми е драго кога ќе видиш дека некој се грижи, некој има емпатија за самото општество, бидејќи младинава сега знаеме на кај ни усмерена. Да. Само има уште луѓе со емпатија, мислам дека а и треба што викаш. Мислам дека во овие моменти се повеќе се јавува, сигурно и ти си на тој став. Едно време малце избегавме од контрола. Сега како работите, не дека идат на подобро, идат на уште полошо, но свеста кај народот може вика чекај, може и ние грешиме. Пошто реално не е само системот да седнеме и да плюкаме сега ние по нешто, пак овој муабет, но ние самите сме системот, ние самите сме овој свет. Треба да тргнеме од сами себе прво све. Новата песна имам биче боле кад сви ми будемо болји и така е. Точно. Тоа е на Патријах Павле стих. Значи ако ние не почнеме од самите себе да се менјаме и да помогнеме на некој кој што пружа рака, а како очекуваш ти пружи некој рака кога никад не си пружил ти рака на друг? Точно. А треба мислам да се помага цело време и тоа што викаш ти јавно, тоа треба да стварно да биде јавно за да дознаат поише луѓе, за да можат поише луѓе да донираат и такви ствари. Може би дечиња некои што се социјално загрозени, може не треба да се сликаат, не треба да се објавуваат. Тоа нема потреба, али да, ама самата акција, самиот ивент објавен за ова, да се објави што е донирано, значи народ мора да види зашто дал пари, што си купил, да го однесеш таму. Некои дечиња сакаат слика со мене. Ја не можам да кажам, не можам се сликам, па тоа е дискриминација. Тоа е глупост, да, тоа е. Глупо него да не можам да забранам некој да се слика, нели? Мада и поштоам она што Тоше го правил на времето, знаеш, со капулјачата што идел што. А кој е твоето мислење за Тоше? Тоа сам да го слушам, пошто го имаш спомнату стих. Јас дали го имаш запознаено пред се? Да, комшија, кога живее во Скопје, живееше карши мене од зграда. Озбилно? Да. Јас бев помлад, не бевме пријатели со Тоше, но имавме здраво, го се знаевме и некогаш една дешавка која можеби не ја знаат. Гледачи, понекогаш ќе знаеше да пее опера во станот. Обично тоа беше 5-6 сат попладне и отворен прозор
И се Блиску до слуша. терасата и се слушаше и буквално искачаа 2-3 згради на тераса и го слушаа како Како човекот пее. пее опера. Мислам дека е најголемиот артист кој некогаш Македонија го е родила и тој на настапи го кажувам пееме акустичен дел со бендот и некогаш ќе запееме некоја песна. Тоа што Него, некогаш него секогаш песна од Тоши иде на настапи. Мислам дека е сувишно да правиме муабет за човек кој јасно му се гледа во очите и на слика, а камоли на концерт и на некој јавно обраќање за каква душа се работи, каков човек беше и колку многу ја сакаше Македонија. Да. И треба да биде пример за другите како треба да си скромен, како треба Точно. да Тоше од Крушево, едно детенце од Крушево која отиде и да останеше жив, веројатно ќе го освоеше и светот. Мислам клишемуват, не ти треба да го освоиш светот, чисто да ја пуштиш енергијата кој Павароти и ред други артисти му дале рака дека е најдобар. најдобриот вокал кој го чуле. И во Србија, мислам респектот што го имаме за Тоше. Хрватска, Србија, Словенија, Босна, сегде, цел Балкан, да. Песни со кои растеме од детството, мислам, се слушале ние хип-хоп, сме слушали реге све, ама Тоше беше однака секојдневие. Иако некогаш можеби имало у почетокот не од моја страна, туку од страна на, нели го имаме тој у песна, дека и он се соочувал со некој хейт у оваа држава, знаеш. Реално, секој човек, секој. Никој не е совршен, но за мене е најголемиот артист кој некогаш постоел во Македонија. Ќе се роди ли некој друг таков во Македонија? Па не треба таков став, знаеш, дали ќе се роди пак друг Тоше. Глупо е, знаеш. Сум седал на муабет кога нечии родители на артисти или самите артисти или брат, сестра, мојата ќерка ќе биде као Тоше. Знаеш, после Тоше, иде да му кажам, немојте молам иста реченица да го ставаш со било кој друг артист како после него. Значи, дај Боже да се роди и поголемо Тоше. Да. Ама не треба да се споредуваат, посебно што човек кој загинал трагично. Знаеш, да споредуваме, некој да му ставаме етикета дека не си доволно добар како него или си доволно добар како него. Дека единствено бил уникат. Вечно би бил во некоја сенка. Да. Вечно би бил тој другиот во некоја сенка. Нечија сенка. Така да сите по свој пат, секој со својата среќа, дај Боже Македонија да има инспирација од Тоше, за да на секоја страна има такви души кои ќе зрачат и ќе будат свест кај луѓето дека ние сме битија што сме правени со љубов и дека треба да шириме љубов, дека треба да шириме позитива. И дека само на таков начин можеме да пробудиме и други луѓе кои ќе викаат чекај, можеби грешев. Да. Бидејќи и ти ден денес кога ќе чуеш интервју од Тоше, тебе малце ти се нежува телото. Јас се ишам цело време кога слушам, поготоа на последното. Кој ќе каже на концерт мојата земја се вика Република Македонија. Ма ти држи тоа вистина да он тоа го чувствува. Да. Не го прави тоа за публицитет. Не е фейк тоа, ништо не е фейк, така да. Ништо... Докуте 2 сат ќе поправиме Драган или Тајзи, како сакаш да те... Гага. Тајзи, фала ти што гостуваше у мојот подкаст. Многу нешто. Се надевам дека пак ќе дојдеш и со нешто ново ќе си поправиме пак мовет. Ако не друго ќе ти донесу картони од Комарово. Да, можеш да ме донесеш пошто јонака снимувам. А сега ние можеме да си направиме некој картон за да си го пишеме, да си го објавиме. Луѓето може ќе го видат после емисија, а може и пред емисија ќе го видат, а пред емисија да ја најавиме. Така да фала ти уште еднаш. Фала ти на тебе, брат. И ти посакувам се најдобро. Исто. И ја ти посакувам од тебе, се надам дека еден ден ќе работиме еден проект заедно. Дај Боже, чекам уште да ме викнеш у спот, онака да ти седам со картонот. Со спот со картон. Со картон, лириксот да иде на картон. Ама немој со друг да направиш. Не, сега ти давам. Дај руку. Фала ви на вас што не гледавте, па се гледаме у следниот подкаст. Поздрав, добри луѓе. Чао. Убави денови Македонија.